колега Джафери. Колега Стевананджија, знаете зошто продолжуваме со оваа противзаконска расправа што ја водиме за разрешување на господинот Марко Зврлевски, која по ниту еден основ не би требало да ја водиме, значи членот 8 од изборниот законник е јасен и тоа не го дозволува, меѓутоа знаете зошто продолжуваме? Па нема зашто друго да расправаме, колега. Значи се друго во државата е решено, остана единствената пречка за интеграција на Македонија во Европската унија и во НАТО, а тоа бил господинот Марко Зврлевски. Просечната плата изнесува, веќе сведоци се сите, 30.000 денари. Откупната цена на оризот над 50 денари. Откупната цена на тутунот, односно субвенциите додадени плюс 30 денари. Лекарите просечна плата над 100.000 денари, вратена ефтината тарифа на струјата, вратени оние 600.000 иселени македонци. Сето ова е направено во државата, тие што се вратени исто, тие 600.000 се веќе вработени, работат во фабриките, значи цвета животот, убаво име на сите, љубов, соживот, хармонија, и сега остана само уште Марко Зврлевски да се разреши и да се населат уште десетина, односно неколку десетици илјади мигранти во Македонија, бидејќи во Македонија нема невработени македонци. Мора и тие да се вработат, мора за тие да бидат изградени градинки, мора за тие да бидат изградени училишта, мора за тие мигранти да бидат обезбедени средства. Затоа денеска расправаме за разрешување на господинот Марко Зврлевски. Почитуван колега Стевананджија, знаете и вие дека предложивме закон, односно измени во Законот за јавно обвинителство, каде што го предлагаме истиот закон кој што го предлагаше опозицијата, тогашната опозиција, сега на власт. Значи истиот идентичен, а тоа е предлогот за јавен обвинител да се избира од редовите на опозицијата и да се избира со двотретинско мнозинство, односно да биде консензуален кандидат. Гледаме дека некои од колегите во нивните дискусии се согласуваат со тоа, меѓутоа владеачкото, целокупното владеачко мнозинство овој предлог не го поддржа и ова ќе биде уште едно од низата на оние нереализирани изборни ветувања и сведоци ќе бидеме сите дека владата, односно владеачкото мнозинство, едно кажува додека е во опозиција, а сосема друго прави додека е на власт. Благодарам.